Вака така и четврток дојде. И пролета полека срамежливо сака да дојде, ама некако не и се дава. Ке не позалаже со сонце, па си вика, ај море, доста им е убаво, ба писура дожд. Така е секај нас. Таман ке помислиме, добре, и негој со ладна вода не полева да се свестиме дека не е баш така. И после растел бројот на македонци што заболуваат од депресија. Па, као да не расте. Вие мислите од ова што се случува во земјава ние? Од тоа што мораме глупости да слушаме секој ден? Не бе, не се кирајте. Супер сте си. Вие терејте си како и до сега. Депресијата од времето ни е, не од друго. Вчера се мислам нешто и сваќам дека Локумче нема предупредување. Предупредување за тоа кој не треба да не гледа. Ама никогаш не е доцна да го ведеме и тоа изгледа вака. Локумна е програма што не се препорачува за лица што не почитуваат туѓо мислење. За ситни души, за неписмени неандерталци, за лица што се прават на тошо, за неначитани новинари, неодлучни уредници, неуредни административци, ненаспани домакинки, невоспитани деца, ненаапани дедовци, нерасположени баби, неостварени бизнисмени, нелојални другари, необразовани наставници, неупатени студенти, недомакини мажи, мрзливи земјоделци. Ова е програма што не се препорачува за лица кои мразат животни, кои убиваат кучиња, кои слушаат селска музика, гледаат турски серии, пијат ефтина ракија, за лица со намрштени фаци, плјукачи, непушачи, папучари, мачомеди, ретки зверки и слични. Ако не сте меѓу овие што ги набрав, слободно гледајте не. Ако се препознавте барем во една од овие категории луѓе, потребен ви е надзор од некој попаметен од вас, кој ќе ви објаснува за што уствари зборуваме тука. Машала, вчера слушнавме и жителите на Муртино што мислат за платформата. Не подценувам никого. Се разбира дека цела Македонија треба да се изјасне и да каже што мисли за све. На толку многу телевизии и разноразни новинари снемува идеи за прилози за вести, па така се тргна во потрага по тоа што мислат жителите на Муртино. Утре во вестите ќе гледате прилог за тоа што мислат жителите на Четирце за синокешната седница на Европскиот парламент во Страсбург. За задутре па ќе закажена репортажа од Сиричино со анкета меѓу селаните како ја оценуваат новата авионска линија Скопје-Будимпешта и нормално обратно. Неколку внимателно избрани сиричани после тоа ќе бидат нормално гости на Скопскиот аеродром за да оценат како е реновирана аеродромската зграда и колку им се допаѓаат новите фришопи. Едвај чекам! Градоначалникот на Тирана изјавил дека дури 70% од месото кое се продава во главниот град на Албанија потекнува од добиток за кој не се знае каде се коле, ниту во какви санитарни услови. Ето уште еден доказ зошто тиранската платформа треба да се преиспита, а после да се даде на референдум и да кажат граѓаните на Муртино што мислат за неа. Па не знаеме на какво место биле лидерите кога ја составувале. Што ако замисли, местото било расипано. Што ако тие биле под влијание на расипано место додека ја пишувале. Од каде знаеме на што биле додека ја составувале. Одма да се објави именито што се јадело на тој работен ручек. Народот има право да знае. Вчера гледам една емисија на една телевизија. Не спомнувам која е, за да не се скараме. И водителката вика: Знам дека сте уморни од работната недела и едвај чекате да почне викенд. И токму затоа време е за забава. Си вика: ти бре, што сумори толку, тек среда е, забавна емисија водиш, ама, и простувам. Напорно е да работиш со македонската естрада. Одат прилози во емисијава, си тече све поред и на крајот девојчево одјавува со зборовите: Сега уживајте во викендот и во утрешните првоаприлски шеги има скембали. Ја гледам
Се рачунам на прсти и сваќам дека емисијата е од прошлиот петок. Ха! Синоќа ти било реприза. Ама, ние гледачите не знаеме дека е реприза. Знаете, има една буква Р. Така, која се става до логото на телевизијата кога емитувате репризи. За гледачите да знаат дека не гледаат премиера. Се лапнав стара емисија, мува не ме полази. А бога ми, ни телевизијата што во среда во ударен термин си пушти емисија од прошлиот петок, без да ни каже дека е реприза. И после се жалите, леле, никој не гледа. Па ве гледале прошлиот петок. Не се сите чукнаа дека мене да ве гледат и во среда. Кога сме веќе кај емисиите, морам да го поздравам и Јанко Јади Бурек. Го гледам пред некој ден и му се јавува гледачка засекирана за ситуацијава кај нас и го прашува што пие за нерви. Да препорача нели нешто за нервоза. И Јанко и вика, пите пробиотици. Стомакот ќе ви биде благодарен, со тоа нема да имате тахикардија, па така и нервите ќе ви бидат супер. Го слушам, сикам кај да ќе каже дека тоа го кажува иронично, демек пите пробиотици за полесно да сварите ситуација. Не, место тоа завршува со советот и чај од нане. Имаме решение бе, ало доктори, растела депресијата меѓу македонците. Па не пиете пробиотици бе, слепци, после депресивни сте биле. А чај од нане? Кога последен пат сте се напиле чај од нане, а? Ете решение за се. Спасени сме бре, луѓе. Од утре на сите пратеници пред да влезат во седница, обавезно да им се даде по еден пробиотик на говорница, место вода, чај од нане да си пијат со прседа. И така нема да има нервози, нема да се вика, никој нема да вреѓа. Сите смирени во зен состојба и одма ќе се договорат. Пробиотиците ќе бидат и финансиска инекција за македонската економија, а бога ми извоз. Ќе ги патентираме и ќе ги продаваме како македонски лек за решавање конфликти. Америте место беспилотни летала ќе увезуваат пробиотици од Македонија и ќе им ставаат во пијачките на терористите. Така. Збогум го е кола, радувај се уште малку на твојата слава, затоа што на светскиот пазар доаѓа нова хит пијачка. Македонски чај од нане. Орајте кам набисот, корнете тоа конопот, нане ќе садиме бе. Откак убаво ќе се исуши, можеме и место тутун да го пушиме. Многу применима. Се гледа дека се немам напиено пробиотик пред локумче. Од утре обавезно еден пробиотик и чај од нане пред снимање. Што нека чуете вакви работи, а? Кога сме веќе кај здравјето, уште една информација на оваа тема. Компанијата Too Faced направи спреј со кој мамурлукот оди во историјата. Станува минато е. Со овој спреј ќе ги избришете сите последици од бурната ноќ и големите количини алкохол што сте ги внеле. Стануваш од спиење, не личиш на ништо, и гледаш вака, так, шпрец, спрејав на фаца и опа, готово како нов си. Фаца, убава, подочњаци, никаде. Сега, ако ти е лошо стомак, ја ли те тера да пиеш толку? Толку за денеска. Епте на здравјето му се посветивме. Не знаде дека утре е светски ден на здравјето, па да видим ин. Ај со здравје. И останете со програмата на ТВ Нова.